Па добро, новинарската работа е таква. Како жена и како поранешна пратеничка, како ја коментирате навредата што се случи во парламентот кога министерката за финансии го кажа тоа што кажа да не се повторува? Не ја чув директно, морам да ви кажам. Не го чув диалогот, не ја чув еве. Не ја чув, не, јас директно не го чув. Потоа го чув. Многу пати сум рекла дека во собранието да треба да ги мериме зборовите. Особено мажите треба да ги мерат зборовите, бидејќи самава сум била не само субјект, туку објект на навреда, но особено жените треба да внимаваат кога е во прашање друга жена. И не е лошо човек да се извини, не е лошо човек да рече дека можеби перцепцијата не е таква каква што требало да биде, намерата не била лоша намера, тоа мислам дека ќе доведе до надминување на ваквите проблеми. И второто прашање, имавте телефонски разговор со председателот Радев, што разговаравте и дали ќе се сретнете во Јордан? Не, нема да биде годинава во Јордан, ќе биде во Софија. Председателот е коорганизатор на оваа позната, значи на овој познат процес, акаба што се однесува на битката за справување со растечкиот радикализам, екстремизам и тероризам. Во случајов се работи на Балканот. Јас сум почистена што сум поканета, се разбира дека ќе одам, му се заблагодарив за поканата, а секогаш кога зборуваме ние за други нешта, зборуваме и за нашиот основен проблем. Дека е време, дека е редно да се однесуваме така како двата блиски народи, бугарскиот и македонскиот, како граѓаните, бугарските и македонските, со разбирање, со взаемна почит, за да може да најдеме некој решение. Судбина ни била не случајно да живееме едно до други, па дури и да се разбираме, и мислам дека тоа не обврзува. Ние обајцата мислам дека таа траекторија ја тераме полека, мирно, со разбирање, со почет, и јас посакувам да најдеме решение. Ке има билатералка во Софија? Сигурно ќе има, не можам јас однапред сега да кажам, тоа е во април. Средбата е на 4 април, средбата е мултилатерална, има секогаш дебата за процесот, до каде сме, какви се заканите. Сите знаеме дека постојат овде и дека кога се во прашање тероризмот, радикализмот, екстремизмот, исто така треба сите да се обединиме и да се справуваме со нив, бидејќи и безбедноста и мирот на секоја држава зависи од регионалниот мир и регионалната безбедност, а најпрво треба разбирање меѓу себе. Понекогаш јас велам и изборовите болат, изборовите може да делуваат екстремно, радикално, па дури и терористички. Затоа треба да ги мериме зборовите и да ги бираме.